Навистина да се зафатите со анализа на лустрацијата, да дискутирате за неа, да ја опфатите временската рамка од кога почна да се зборува за лустрација и денеска да се зборува во 10 минути е навистина предизвик. Многу комплексен процес, многу би рекла емотивно, етичко и правно бреме на македонското општество кое што се повеќе запаѓа во една хронична аномија и станува безчувствително за клучните прашања и проблеми за кои што многу малку се дискутира, а тоа се прашањата на функционалноста на правната држава, владењето на правото, почитувањето на човековите слободи и права и она според мене клучното одговорноста на сите за учеството во донесувањето на одлуките кои што ги тангираат како индивидуалците, така и целото општество и државата. Кога пред да поминам на оној договорен дел за кој што ќе се обраќам, а тоа е другите органи во соработката со Комисијата за верификација на фактите, јас би сакала да кажам, да споделам неколку дилеми кои што преовладуваат кога ќе се спомне процесот на лустрација, а тоа е пред се неможноста од формално правното дефинирање на лустрацијата како процес, за кој што сите правници ќе се согласат, туку врамување на лустрацијата во еден поширок концепт на соочување со минатото, кој што е толку актуелно на поранешните југословенски простори и по падот на Берлинскиот зид и падот на социјалистичките сојузи. Од тука кога зборуваме за лустрација, јас неминовно ќе се навратам на оној дел кој што го отвори Наде, а тоа е хронологијата на законите, или јас би го нарекла уште илустрациско законодавство, и ќе кажам дека лустрацијата во оваа форма во која што се спроведува е задоцнет процес, бидејќи тој веќе се спроведува во оној поширок концепт на декомунизација што започна со донесувањето на законите за приватизација, но и оние закони што следеа како јавно извинување на жртвите, обештетување на жртвите кои што се бореле за самобитноста на македонскиот народ и така натаму. И оној пресек од 2000 година со законот за постапување со досијата за лица водени од службата за државна безбедност. Без да се навраќам на таа хронологија, јас само ќе спомнам неколку тези кои што одат во прилог на гледањето како Република Македонија се соочува со сопственото минато и дали ние сега зборуваме за соочување со минатото после 2001 или зборуваме за соочување со минатото од оној период кога бевме единица на федеративна држава. Во тој контекст би спомнала само неколку тези, а тоа е дека лустрацијата најчесто или соочувањето со минатото најчесто се сопнува на моментите како дошло до предавање на власта на поранешниот, да кажеме, политички систем на новите демократски власти и ќе се согласат сите дека доколку тоа било насилно, тогаш неминовно е потребно повикување на одговорност на носителите на претходната власт. И тука ќе заклучиме дека трансферот на власта од Социјалистичка федеративна република Југославија на независна република Македонија беше на мирен начин и луѓето, граѓаните почесто прифаќаат да се впуштат во заборав отколку да ги израмнуваат сметките, но гледаме дека 20 години или 10 години после тој процес ние добивме некако желба да ги срамнуваме сметките. Кога зборуваме за надлежноста на другите органи во контекстот на спроведување на процесот на лустрација, прво ја спомнуваме Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи со својот делокруг на работа и со она што е нејзина
можеби примарна задача кога зборуваме за досијата за лица, досијата за соработници и сите видови на досија кои што таа ги води во своето оперативно работење и ги формира и ги води во документацијските фондови. Без да навлегувам во надлежноста на управата која што е регулирана со Законот за внатрешни работи и со она што е веќе неважечки правилник за работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, ќе поминам на оној можеби најклучниот дел, а се однесуваше на нашите барања за пристап до информација од јавен карактер, за кои што, за 2 барања управата не одби, не ни даде пристап до информација, тоа се прашањата колкав процент од вкупниот број на досија за соработници отпаѓаат на соработниците до 1991 година и со колкава бројка на досија за соработници располага управата. Со решение е одбиено барањето за пристап до информации и со образложение дека станува збор за класифицирана информација која што управата не смее да ја даде. Побаравме од управата да ни даде одговор на прашањата дали лицата од Комисијата за верификација на факти кои што имаат увид во досијата, имаат увид во оригинална документација, дали им е овозможен увид и така натаму, на кои што прашања управата ни одговори дека на Комисијата и се овозможува увид во документацијата, но за конкретно лице за кое што се врши проверката, дека секогаш кога било побарано е направен директен увид во релевантните податоци и списи и дека е секогаш тоа во оригиналната документација, но она што веќе го спомна и Жарко е неможноста или немањето увид во регистерот за соработници, што представува можеби и најважната книга која што ги содржи најрелевантните податоци за она што е досие за соработник.